Добра вест слушнав по телефонот директорот на детска хирургија. Тој ми пренесе дека детето, 4-годишното девојче кое што вчера препладнето падна од седмиот спрат од својот дом, од зграда во аеродром, е во стабилна состојба. Тоа значи дека пулсот му е стабилен, не се наоѓа на машина за дишење, е со стабилен притисок. Го запрашав дали можеби ќе има некој оперативен зафат со оглед на тоа дека детето беше примено најпрво на карил со повреди во карлицата и нагамечување на градниот кош. Ми беше кажано од страна на директорот на детска хирургија дека не се планира операција да се изврши врз детенцето. Медицинските лица, докторите постојано ја надгледуваат состојбата над 4-годишното девојче. Значи тоа е добрата вест која што еве пристигна попладнево од болницата Мајка Тереза овде во Скопје. Само да кажам дека несреќниот случај се беше вчера препладне околу 10 часот и 45 минути, кога детенцето било оставено само дома, кога станало од спиење, тоа ја побарало неговата мајка, излегло на балконот да види каде е, да ја повика, изгубило рамнотежа и паднало. Меѓутоа среќа во несреќа исто така што детенцето не паднало директно на подот, на бетонот. Тоа било задржано од телефонски кабли, пошто падот го ублажили гранките од дрвја тука во зградата кај населбата аеродром. Очевидци кажуваат дека еден од соседите истрчал, му дал брза помош на детето, била веднаш повикана брза помош, таа пристигнала, за неколку минути детенцето било пренесено на една од скопските клиники, каде еве се добро заврши. Уште еднаш повторувам, детето е во стабилна состојба.